почитувана министерке, затоа што претходно амандманот кога го одбивте се повикавте на логиката на пазарот и уставното начело за слободен пазар. Јас само сакам да ве потсетам дека тоа не е светост, затоа што во Европа, јас кога ја спомнав, инсинуирам на тоа дека ние треба да ги следиме позитивните практики, а не сите практики, затоа што ние немаме ист контекст енергетски со Европа, особено затоа што сме во директна зависност од европскиот енергетски систем. Би ве потсетил дека нашиот главен електродистрибутер е австријски државен елемент, значи ние практично не можеме да имаме и во суштина сметам дека многу лесно се повикуваме на европската легислатива која не ја следиме во позитивни примери. Ова не е ваш ресорно за моите колеги, ќе го потенцирам. Ние сме една од единствените држави на континентот која нема никакво прогресивно деночување, иако тоа е пракса во сите европски земји. Значи, има многу што да се согласи со европската легислатива, а сметам дека во овие закони сепак треба да го вметнеме нашиот контекст и нашиот интерес. Во контекст на овој амандман, сметаме дека ова е прашање во овој момент на визија на суверенитет и на историска одговорност, затоа што одбраната на јавниот интерес во оваа држава, во овој контекст, може да се направи само на овој начин. Тоа е да се свртиме кон стопанисување на енергетските елементи со државни капацитети. Посебно затоа што вашето министерство се отвори како ветување за носење на енергетска независност на Република Македонија, па во буџетот за 2025 година не видовме никакви пари за Чебрен. Тоа веќе го имаме дискутирано. Не видовме пари доволно ни за гасификација. И сега целата поента е дека кога се носи ваква рамковна проблематика, тогаш сметам дека ако интервенираме законски, ќе бидете обврзани во следниот буџет да проектирате вистински пари за овие капацитети кои долгорочно ќе овозможат Македонија да биде енергетски независна земја. Сакам да ве потсетам дека моментално нашето базно производство на енергија се заснива на застарени капацитети и застарени технологии, кои од 91 навака опаѓаат во капацитет, освен некои поединечни мали производствени капацитети. Значи, нашето базно државно производство се заснива на застарени термоелектрани како рек Битола и ние дозволуваме понатаму преку либерализацијата на пазарот тоа да девалвира. И во суштина на крајот на краиштата ова стварно се работи за проста насока како ќе бидете вие запаметени како министар за енергетика и вашата влада. Ќе бидете запаметени што е сосема ваше легитимно право, вие добивате гласови на таа основа, ама ќе бидете запаметени како влада која донесе дополнителен неолиберализам во нашиот енергетски сектор во услови кога имаме страшна енергетска зависност. Посебно што во 2021 целиот свет се соочи со енергетска криза од невидени размери. Вие со овие законски измени не ни дозволувате да се спремиме за следната енергетска криза. Затоа што следната енергетска криза заради овие законски измени ние ќе имаме уште поголема зависност од приватните елементи на пазарот кои ќе настапуваат во тој момент. И посебно на крајот на криштата треба да не бидеме слепи пред фактите. Кај нас во енергетскиот систем луѓе имаме експлицитно луѓе од политички фамилии. Значи, секој трет политичар има некого во енергетскиот сектор. И ќе ќутиме пред тоа, само заради начелото на слободен пазар. Не ни ги набројуваме, вие ги знаете. Значи, има мал милион луѓе од семејство на политичари кои настапуваат на овој пазар во Македонија и сите стратешки цели наши енергетски тие ги управуваат во комбинација со странски капитал кој не е инхерентно негативен, но не може да има ист интерес како нас. И затоа се поставува прашањето која ни е тогаш стратегијата енергетска за следните 15-20 години ако се повикуваме на начелото за слободен пазар, а не ги согледуваме потребите да дефинираме работи кои ќе ни овозможат позитивни резултати, а не само краткорочна фама. И во однос на самиот амандман, што предлагаме всушност? Во став 4 се дефинираат енергетските дејности. И ние предлагаме преносот на електрична енергија, дистрибуцијата на електрична енергија, преносот на газ, дистрибуцијата на газ,
производството на електрична енергија, производството на топлинска енергија, преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати и производство на биогорива, да бидат кои се дејности од стратешко значење за енергетскиот систем и да може да ги вршат само правни лица во доминантна собственост на Република Македонија. Во овој момент ние сме свесни дека немаме капацитети да го направиме. Али заради законската регулатива сметаме дека ќе бидете обврзани вие како правен, тоест енергетски експерт, да бидете креативни и тоа да го направите, затоа што веруваме во вашата способност, која е експлицирана многу пати откако сте министер. За вас уште постои едно верување дека покрај другите министри во владата, дека едноставно вашата експертиза не може да се оспори. Затоа искористете вашата експертиза, искористете ги вашите познавања во енергетскиот сектор низ целиот континент, како што се вели за вас, и донесете ни оваа енергетска независност. Значи, ова е едноставно работа на министер кој има долгорочна визија и стратегија, како што би требал да има некој кој е прв министер на ваков ресор експлицитно. Затоа и го предлагаме овој амандман. Ви благодарам.